На 18 октомври 1898 година во Прилеп е родена Васка Циревири, носител на партизанска споменица 1941, прв председател на АФЖ на Македонија, мајка на две ќерки борци на Народно-ослободителната војна на Македонија, кои храбро загина во текот на војната. Умре во Скопје на 13 јануари 1984 година. Беше тоа на 18 октомври 1943 година во 12 часот и 15 минути. 24 лесни бомбардери од Велингтон и борбени авиони П-38 го нападнаа Скопје. 40 згради беа уништени, 60 лица загинаа, а 23 лица беа повредени. Истиот ден беа нападнати белешката станица и градот Велес. 5 мина беа загинати, а 1 лице е повредено. Беше тоа на 18 октомври 1959 година, кога е роден Милчо Манчевски, македонски режисер и сценарист. Нью Йорк Таймс го вклучи неговиот филм Пред дождот во листата 1000 најдобри филмови во историјата. Манчевски е автор на 3 изложби на фотографии, проза и поезија, како и книги и есеи и уметнички изведби. Неговите 6 играни филмови се распределени во повеќе од 50 земји. Творештвото на Манчевски се изучува на студиските програми на бројни универзитети, како и во средните училишта во Турција и во Италија, а исто така академски е предмет на 2 академски конференции во Фиренце и Лајпциг. Манчевски има почесен докторат од Московскиот универзитет. Тој предавал на постдипломските студии на многу земји во светот, како на пример Соединетите Американски држави, Русија, Куба, Кина и други. Беше тоа на 18 октомври 1962 година, кога по неколку дневните порани дождови реката Вардар се излеа во градот Скопје. Бидејќи не било регулирано коритото на реката, поплавата го зафатила целиот град, се до насипот во населбата Пролеп. Поплавата траела 3 дена, но без човечки жртви. Предизвикана е голема материјална штета. Во 1998 година, на 18 октомври, во Република Македонија се одржава вторите по осамостојувањето парламентарни избори. Осумнаесети октомври е Европски ден за борба против трговијата со луѓе.